одговорност и работа. Значи потребно е, значи да има и она што е најбитниот момент е луѓето кои ги прават реформите. 30 години ние имаме едни исти луѓе кои прават реформи. Многу сакам да го користам типот на реорганизација. Да не прават реформи? Не ме разбирате. Реорганизација на системот. Реформа е, значи, кога ќе слушнат нашите македонци дека се прави реформа, мислам дека го исклучуваат телевизорот во моментот. Да, мислам дека е стварно досадна таа тема. Значи, кога ќе слушнат реорганизација, значи кога ќе му објасните дека е потребно, на пример, кај нас имате системот на кривично право е јавно обвинителство, системот на граѓанско право е државно правобранителство. Овие две институции се споени во Хрватска. Значи, и една интересна тема кога зборуваме. Ние не сме подготвени, можеме да се образоваме. Ако влеземе, ќе влеземе за првото прашање за Европска унија, јас сум оптимист дека за многу брзо време, на брза трака ќе влеземе во Европска унија, можеби до година. Имаме такви информации, господин Микиновски, само Албанија и Црна Гора напредуваат. Ќе влеземе тоа на брза трака, значи нема ни потреба да го смениме уставот и нема ни да го смениме уставот. Значи ќе влеземе во Европска унија, она што е многу битно, а и убаво е да влеземе во Европска унија, зашто навистина ќе дадат и од таму некои експерти овде дека ќе имаме поголема интеракција со тие институции, ќе имаме размена на знаење и така натака. Хрватска има направено, што сакав да го докажам, да не го заборавам, е една институција, значи они имаат владин агент за Европскиот суд за човекови права и владин агент за Европскиот суд на правдата. Ние во Македонија мислам дека не сме подготвени за Европскиот суд за правдата, бидејќи кога влезгувате во одредена организација, понесувате одредени обврски на кои треба да одговорите. Ако ние во Македонија, значи ако влеземе, ќе влеземе во Европска унија, ако ние во Македонија не одговориме како што треба, тогаш ќе имаме огромни, значи, тужби пред Европскиот суд за правдата за монопол. Едноставно, на пример, кај нас имаме монополски здруженија како што е, на пример, ЕВН. Според јас сум лично контактиран на шпанска компанија и тие чекаат едвам да значи мојата канцеларија, едвам чекаат да влеземе во Европска унија за да започнат постапка пред Европскиот суд за правдата во Луксембург, значи против Република Македонија за плаќање на репарации, бидејќи ЕВН има повластена позиција во Македонија. Тогаш Македонија е крива. Да, господин Деспотовски, во однос на ЕУ, што очекувате сега? Еве вчера мислам беше во Брисел пораката на КОС дека напредокот што го доживува овој брз напредок на Албанија, сите се фасцинирани од тоа, тортата се дуваше со 6 свекички таму, дека некој во регионот, некој од регионот треба да се инспирираат, не знам на кого мислеше, дали на нас на Србија, вие што мислите? Не, мислам дека погрешна пораката за инспирација, бидејќи Македонија предолго чека, така што мислам дека не станува збор тука веќе за инспирација, станува збор реално гледано се повторно како граѓанин, а и како политичар, ако сакате, се едно. Предолгото чекање и многуте разочарувања не се решаваат со инспирација. Сега прашањето е дали ќе чекаме да се обидат малце поагресивно со инспирацијата, значи со нека друга инспирација, или да го повлечат барањето за уставни измени, претпоставам се. Или ќе треба и ние да направиме некој меѓучекор, верувам дека ќе треба да направиме меѓучекорот. Работев и професионално на процесот на пристапување во ЕУ, кога се правеше прашалникот и го стегнат на кандидатскиот статус. Влезен услов во документи кој што поминува филтри, не е тоа само една институција, не е само Европската комисија, тамата совет на министри кои се сите држави, не е само Бугарија, значи сите го изгласале тој документ. Подразбира дека ние треба да, како држава зборувам сега, без разлика која влада и која политичка структура прифатила нешто, тоа станува збор за државата, ќе мора да најде начин како го спроведат. Сега се враќаме пак на дискусијата во кој модел како што. Нашиот политички опонент имаше во рамки на својата кампања 2024 година за парламентарните избори, имаше свој предлог на кој што верувам дека се работи, така што ги следам изјавите, да кажам и на премиерот и на министерот за надворешните, не, во сегментот на гаранции. Во гаранции. Да. Кој што мислам дека има логика. Зашто? Заради тоа што тоа остана некако како бојазност да лепди во јавноста. Океј, ќе го направиме, меѓутоа дали ќе има после пак нешто вакво. И тоа прашање треба се одговори. Мислам дека имаме простор како држава да инсистираме на одговарање. Значи имаме простор
да бараме. Зошто гаранциите не ги побаравме, господине Деспотовски, тогаш кога го испорачавме тоа во Брисел, односно претходно кога се договоривме со Бугарија, зошто не уставни измени во моментот кога ќе влеземе во Европската унија? Зошто не се обврзавме на уставни измени како услов за почеток на преговори, бидејќи ние веќе имавме еден услов за ЕУ, тоа беше промена на името. Зошто се обврзавме на таков услов? Тоа не би можел да го кажам. Може јас да ви треба да прашате луѓето кои се бидејќи гледаме дека сега допрва сме во еден ќорсок. Не, меѓутоа знаете како, повторно ќе кажам, и откако, значи, соочени со одредена ситуација во која што треба да се испорача нешто, ако се процени дека моментот е погоден за да се направи тој исчекор и конечно се почнат преговорите кои што се одамна веќе задоцнети, да кажеме, во однос на државата, веројатно се превиделе одредени работи, сериозни работи. Не велам дека превидот значи дека работите се занемарливи. Имаше реакции, луѓето протестира на улица и така натаму. Значи не беше донесено дума за консензус. Кога нешто носите без консензус, тогаш проблемот е бего. Се согласувам, меѓутоа на крајот на денот СДСМ ја плати политичката цена со губењето на изборите 2024 година и знаете сега ако тргнеме да анализираме кој беше тогаш, кој седеше, кај седеше, кој како што кажа. Сега ќе дојдам на тезата на Бранко Црвенковски, што ќе ни е партијата која ја изгубиме државата, значи работиме за државата, не е важно дали СДСМ и ги изгубила. Зборуваме за тоа дали ние сега на овој начин сме во ваков ќорсок. Мислам дека дискусијата зашто не пред 3 години нема ни донесе многу полза. Апсолутно не се амнестирам ниту ја, ниту СДСМ од одговорноста. Но сепак сте оптимист дека можно да се најде некако решение. Секако заради тоа што получекор веќе направивме. Повторно кажам, не треба да биде сега притисок дека по секоја цена треба да идеме до крај. Ако веќе процениме, ако веќе сме проценили, ако граѓаните веќе на крајот на денот. Но тоа нели ни ја влошува ситуацијата? Не. Ке можеме економски да напредуваме ако не сме дел од ЕУ, ако сме долго надвор од таа унија. Не дека го се функционираме како држава 35 години. Ако сакаме да бидеме честни, како политичар, ако излезам и пред јавноста кажам, ако не биде ЕУ, Македонија нема да има, тоаш подобро си одам од. Че не сметам дека е тоа така. Македонија постои без ЕУ 35 години и веројатно уште 350 ќе постои. Да, но се сеќавате сигурно на политичарите кои што велеа ние немаме план Б. Ама тоа 3 деци не го слушам, немаме план Б. Планот Б не го става. Значи интеграцијата само по себе не го става опстанокот на државата под знак на прашање. Тоа не сме уопште да го дискутираме. Целиот фокус беше ние само таму друг план немаме и на крајот ништо не испорачавме за тоа. Добро, тие политичари веројатно не се актуелни веќе. Јасно. Без заради таков став, такви фаталистички сценарии со кои што се плашат луѓето, едноставно некако ги ставаме пред свршен чир. На крајот на денот знаете како. Добрата работа се случи, Македонија стана членка на НАТО и во целиот контекст глобален, европски, Украина, Македонија е безбедна држава. И што ќе речеше Ципрас, можевме без да го смениме уставот. Така кажа сега, јас не знам зашто. Изјавите политички за своји потреби не би ги коментирал, можеме и ние да си коментираме што сакаме тука, така што меѓутоа да се вратам на темата. Кој е нашиот интерес од тоа? Албанија има интерес, Хрватска претходно имаше интерес, цела Централна и Источна Европа имаше интерес. Дали се тоа парите, дали се тоа системот, дали се тоа ова што го кажа кинески експертите, не е важно. Бенефитот од членството е јасен. Затоа, велам, ако веќе сме направиле полачекор, ако имаме загриженост во јавноста кај луѓето, и јас имам загриженост, што ако е утре можеби пак им текна на нешто друго. Ако успееме тоа да го обезбедиме, зашто да не? Да. Зашто да не продолжиме? Затоа што повторно ќе кажам, процесот на пристапување очигледно носи бенефит за сите останати. Зошто да не бидеме паметни го искористиме ние тоа? Али тоа не значи дека треба по секоја цена, заради тоа што повторно ќе кажам, ако политичар излезе и каже државата нема иднина и ќе престане да постои, ако не влезе во Европската унија, се спакој да си оди. Што тоа не е така. Да. И тоа ќе треба да бараме, ќе бараме други алтернативи, предпоставувам. Може. Да. Ние во основа имаме многу слаба дипломатија. Значи не изградивме дипломатија, значи што не значи дека не можеме да изградиме и да едуцираме дипломатија. Пак го спомнав Крсте Петков Мисирков на почетокот, значи дипломатот треба наизуст да знае од Крсте Петков Мисирков, значи книгата за македонските работи. Зошто го зборувам ова? Од причина што уште 2008 година Венецијанска комисија има дадено извештај каде што вели дека Бугарија е таа што треба да го смени уставот. Не Македонија. А ние баравме ли до сега? Да.
А кај нас овдека ретко, не знам, неколку луѓе го имаат споменато, во 2008 година, значи ние имавме член во Венецијанската комисија, требаше кога се врати од 2008 година тамо да каже дека Бугарија е таа која треба да го смени уставот. Нашата дипломатија преспа, значи години наназад, и таа приказка е свртија против нас. Значи јас тоа сум го аргументирал, мислам дека и доста професионалци во последно време по меѓународно право го кажале дека е точно тоа и дури го имате. Можеме ли ние да го поднесеме до Венецијанска комисија барањето за уставни измени? 2008 година ако веќе велите Венецијанска комисија има донесено извештај во кој вели Бугарија подхитно да го смени сопствениот устав. Значи во делот на малцинствата, поготоа на македонското малцинство. Значи, Томас Хаманберг, комесар за човекови права, го има потврдено. Дуња Мијатовиќ го има потврдено. Зборувам за Советна Европа, да не ви зборувам за Обединените нации. Што е поентата, значи, за Европска унија? Ние ќе влеземе на таа Европска унија ради глобалната политика. И нема да го смениме уставот. Зашто прво и основно бугарите, нивното барање е нелегитимно. Нашиот устав е заснован на Кресна, Илинден, партизаните, значи антифашистичката војна. Секогаш бугарите биле на спротивната страна. Тоа не значи дека ние македонците не ги почитуваме нивните основни човекови права. Значи, нивните основни човекови права и оние бугари кои се запишани во Македонија имаат, колку што јас знам од дете, имаат емисија на бугарски јазик, може да го практикуваат нивниот бугарски јазик, значи каде што се во поголема мнозинство, тоа не е така, многу се малце. Сега кој е нашето барање како соседна држава на Бугарија? Ние бараме нашите македонци да можат исто во Пиринска Македонија, низ призма на Европскиот суд за човекови права, да ги имаат основните човекови права, да можат да учат до 4-то деление македонски јазик, да го почитуваат. До каде со пресудите? Зошто не се? Сега ќе ви кажам и за пресудите, тие се, значи, во процес и многу битно е пред гледачите. Јас имам една порака до вашата телевизија, значи и до господинот Љупчо Ѓоргиевски. Јас барав, значи, преку мене бараа македонците од Пиринска Македонија да имаме дуел, бидејќи треба да му пренесам некои работи од тие македонци таму во врска со неговите изјави кои ги дава овдека и по светот, а замислете, тој човек беше премиер на Македонија. Сакате да имате дуел со Љупчо Ѓоргиевски? Апсолутно, да. Имам, значи, работи кои треба да му ги пренесам од македонците. Добре, сигурно ќе слуша, па претпоставам ќе одговори. Да, и чекам да одговори, значи во секое време. Во делот на пресудите постои една заблуда, значи која се шири овдека во Македонија и многу опасна заблуда, пак ќе речеме од тој дефетистички пристап дека Македонија е во амбис, дека ние немаме иднина, дека ние од ова држава не био и така натака. Не е точно, ова е прекрасна држава, од ова ќе биде држава, ние имаме проблеми, само треба да ги решиме. Сега сме во некој тежок период, но мислам дека Македонија не е во позиција да каже и македонците дека сме во амбис. Што ми е поентата? Се шири една заблуда во Македонија дека Франција имала 40 предмети кои не ги извршила од Европскиот суд за човекови прави, и Унгарија и така. Не е точно тоа. Тоа е апсолутна невистина. Тие се под надзор. Тие пресуди се делумно извршени и делумно се извршуваат. Тие пресуди се однесуваат на затворскиот систем. Тие се корпус на пресуди, бидејќи, знаете, за разлика, например, од Македонија, во Франција е многу тешко да влезете во некој затвор, да речеме. И тоа треба Франција да го либерализира, да има, например, невладина организација која ќе го поседи затворот. Во затвор во Франција може да влезете само со кореспонденција со писмо. Значи, освен тие нивни државни службеници не може да влезат. Значи, сметате дека нема шанси да не бидат спроведени и надзор да нема таму во Бугарија? Апсолутно. Тоа е една патка, како да кажам, еден дефетизам, која па сега, знаете, Бугарија не ги спроведува пресудите, бидејќи има изговор дека Франција има 40 пресуди, или не знам 151 пресуда се под директен надзор, дури имаат еден
специјален оддел кој го имаат формирано комитетот за министри за надзор на пресудите за исполнување. И тие се пендинг, некои се делумно исполнети, некои се исполнуваат, некои немаат услови. И само ако се во интерес на времето, што можеме да очекуваме сега во однос? Во еднина Бугарија мора да ги исполни пресудите, мора да регистрира. Поготово 8-те пресуди каде што директно Омо Илин Демпирин се јавува како барател на политички права, право на здружување. Вие знаете што значи тоа? Значи тоа Советот на Европа да се укине, да не постои. Така да многу е битно она што се шири во јавноста, поготово да не се шири дефетизам. Да, ќе ве прашам апропо оваа тема, потоа и околу вашата кандидатура за судот за човекови права, меѓутоа би сакала господинот Деспотовски да како член на СДСМ, како граѓанин, што очекувате по овој пораз што го доживеа СДСМ на локалните избори, како ќе се реформира партијата, бидејќи најавите се дека ќе се реформира, дел од членството барат оставка од лидерот, дел велат да се формира тим кој што ќе донесе партијата повторно на победнички патеки. Вие што сметате? Што треба да се направи? Јас согласувам дека секако резултатот беше тежок за сите. Што се искрени, да кажеме, членови на СДСМ. Не мислам дека е добар и генерално за политичката сцена, бидејќи знаете како ако системот на контрола на власта во рамки на политиката е слаб или не постои, тогаш имате зголемени ризици на неконтролирано однесување на власта, кој што патем речено го посочува нашиот политички опонент. Така што и од нивна страна гледам дека има доста интерес за случувањето во СДСМ, што е добро. Се надевам дека интересот е искрен. Одговорност секако да, затоа не би трошил премногу време во емисијата, меѓутоа одговорност сама по себе не ни врши работа. Ако биде уди си ти ќе дојдам јас или ќе си одам ја ќе дојде некој друг, без суштина. Ме давате шанса на Филипче? Не сум опозиција да дам шанса на никој, бидејќи јас сум еден од... Како ваше лично мислење, да. Сметате дека може да консолидира партијата? Сложено прашање. Искрено, знаете како, имам личен став затоа што го познам и ми е другар 30 години, значи како човек и како доктор, како политичар мислам дека уште мора да даде одговор и да се докажува да даде одговор на прашањето што го поставите, така да ќе биде воздржан на таа тема. Оно што итно мора да се направи, тоа што години и пол веќе го неаме, тоа е, значи, мора да се дефинира јасна порака. Значи, мора да дефинираме за што се залагаме, мора да почнеме да метнуваме теми во јавност, за кои што ќе се зборува и кои што ќе бидат од интерес на граѓаните. Значи, поминаа години и пол, повторно кажав, ја плативме политичката цена за нашето однесување во годините додека бевме на власт. Дел од тие теми веќе постепено не се актуелни ниту за граѓаните. Повторно ќе кажам, тоа се случило пред 2, 3 или 5 години. Нема никаква практична вредност веќе. Денеска дискусијата е излишна. Она што е многу важно да дефинираме кои се темите или темата главна или темите за кои што СДСМ ќе се залага понатаму. Не збораме за програма. Програма може најубавата програма да напишеме, луѓето не го читаат тоа. Како ги натераме луѓето повторно да не слушаат што зборуваме? Па ќе почнеме да слушаат што зборуваме, да се обидеме повторно да ја градиме доверба. Да, апропо делот така вашите... Што, ама тоа е комплексен процес и тој процес не завршува со тоа. Да се разговара во партијата, ама сериозно за тоа каде била грешката, каде СДСМ погрешил. Предходниот пат беше закажан еден конгрес, велат, еве, пред некој ден ја слушав госпоѓата Петровска, велеше не се случи тоа, треба да разговараме. Се враќаме, ама пак се враќаме назад на тоа што беше пред 2 години. Пројде веќе 2 години. Сметате дека не треба да се разговара од тука натаму што прави? И вас како граѓанин исто тоа го интересира и на мојот драг соговорник, сите го интересира исто, значи од тука натаму што прави. Вие ме прашате зашто за бугарите така. Мислам дека ви дадов одговор јас. Не, во ред, сакам да кажам. Отворена листа. Не, окей. Отворена листа е неизборна единица. Не, супер. Во политиката треба да влезат авторитети. Една од темите за кои што може зборуваме. Не луѓе кои не ги познаваме. Имаме луѓе кои појма немаме, не ги ни знам, не знам што направил во животот, а тој е во претеничкиот дом добро збринет, во една комфортна зона, се извинувам што ве прекинувам. Едно решение за тоа бе отворените листи, се согласувам и тоа како концепт го напуштивме. Не знам зошто, и јас искрен да бидам. Не знам зошто СДСМ кој што беше пионер, да кажеме, во буткањето на приказната за отворени листи, кај што точно доаѓа до израз човекот, а не политиката. Некои мамути во политика кои цел живот се во политика, значи 40 години и не знаеме што направиле, значи а ние ги раниме. И ова може да биде едно, значи ме разбирате.
тема, значи прашањата, темите на кои што луѓето ќе почнат да ги препознават и да ги слушаат. Па после тоа да идеме на граѓање на доверба. Иначе ако сега седнам јас да ви кажам, знаете како тој треба да си оди да дојам ја, па после треба да си одам да дое Тони, не сме завршиле работата, истиот разговор ќе правиме после следните избори. Така што е многу посложена работата, меѓутоа да, ќе ви одговорам и на прашањето кое што очекувам дека ќе ми го поставите. СДСМ е голема политичка партија, има капацитет внатрешен, овие процеси, овој тежок период, да го преброди и да се врати на позицијата. Не се активирале ангажирано во партијата во следниот период? Па ако што гледате не сум деактивиран, пошто така ме представивте како член на СДСМ. Па јас ве прашам. Иначе веќе 30 години сум таму, така како што дека сте знаете како викаат во политиката, можете можете ве прашуваат дали сакате да влезете, меѓутоа после тоа друг се прашува, односно политиката дали ќе ве пушти да си излезете, така што интересен одговор. Да. Многу малку време имаме, а има многу прашања. Само едно, бидејќи сте тука, околу она што беше со Уставниот суд, имаше нели тука и оценки од Венецијанската комисија во однос на законот за јазиците. Очекувате дека ќе се донесе одлука, дека судот ќе заседава, такви беа најавите? Јас мислам дека тука е многу јасна работа. Венецијанската комисија даде многу јасен патоказ дека тој закон не бива закон, дека е спротивно на основните човекови права, демократските принципи и владење на правото. И тука треба да се стави точка. Нема потреба да се повикуваат ниту експерти од странство, па тоа да го презентираме, па политички да го објаснуваме. Тоа е завршена работа. Значи, мислам дека пасе композе, така? Да. Добро, со овој закон имаме условно кажано, ние веќе на некој начин јазична федерализација со албанскиот јазик како тоа нема никогаш да биде и тоа мислам тоа е завршено. Видите конкретно вчера господинот Села беше во емисијата како Сибан таму кажа ние веќе имаме таква федерализација, тој се залга како што кажа за бинационална држава. Колку е тоа реално? И што значат таквите најави? Тоа се сонови на нереални луѓе. Зошто мислите? Тоа како прво некој треба тоа да го плати. Значи ние покрај овие обврски имаме и финансиска децентрализација, ми се чини, така? Фискална, да. Да, фискална. Кој ќе го плати? Мислите, јас ќе му плаќам на некого да учи додаден сепариран јазик? Значи, сериозни се работите и сериозно треба да се постават. Ако во Македонија, значи, го донесиме тој закон, знаете што значи тоа за цела Европа, за Каталонија, за Шпанија? Па мислите дека ние само го имаме тој проблем во Македонија? Значи, едноставно, ние треба да го финансираме до 4-то деление албанскиот јазик, ромскиот јазик и сите други јазици. Треба да се спроведат, а она што е нивно додадено сепарирано право, значи тие треба да си го финансираат, немаме ние ништо против. Ама да не води кон сегрегација, значи да не води кон одделување. Па не, еве, тоа и беше пораката на господинот Села, ако јас добро го разбрав, дека имаме ние јазична федерализација, ние можеме да функционираме како бинационална држава. Значи, ја гледав емисијата, да, признам дека не гледам многу често телевизија, меѓутоа некако вчера ми го фати вниманието дискусијата на Мирчевски со Села. Баш беше дебата уствари. Баш беше дебата. Дебата, да. Не, дебата. Не кавга, така се вика емисијата, меѓутоа да, дебата со аргументи. Искрено и како граѓанин, и како политичар, ќе се кажем одма, не ми се допаѓа воопшто што темите на меѓуетничките односи повторно некако политички актери се обидува да ги наметнат како доминантни во политичката сфера. Мислите дека тоа е заради маркетинг или дека тоа е нешто страшно? Па не, се пак доаѓаме повторно на разговорот дали имаме веќе, да не ме свати господин Седо, не е тоа за него директна критика, меѓутоа политичари кои се предолго веќе на сцената и кои што реално може би имале некогаш нешто друго да понудат. Мислите дека во отсутство на добра понуда се јавува таква реторика? Добро, во интерес на времето. Апропо и на дискусиите на политичарите од окружувањето, кои што секој кој како му треба си кажу изјави за Македонија, ние се неуспешна политика. Мора да ставиме крај на тие теми, затоа што мислам дека и премногу испорачавме на таа тема, зборам како општество, не како македонци, албанци, така. Не, ама ако продолжи таква реторика, претпоставам дека тоа го руши на некој начин она што е дел од уставот, тоа е со животот и унитарноста на државата, веројатно на тој план треба сите да работат. Актуализирање на такви теми
кој води само кон нарушување на тоа што веќе постои, согласно целосно со вашата. Имам две прашања за господинот Менкиновски и уште едно за крај за господинот Деспотовски. Да го скористам вашето присуство тука. Има една тужба на Канал 5, не знам дали знаете, по 2 години од оној скандалозен извештај на ЕКРИ, тоа е тело на Советот на Европа, кој што има клевети на сметка на телевизијата за наводен ксенофобичен говор против Бугарија. Канцеларијата не ја прима тужбата. Дали на овој начин сега не е повредена Европската конвенција за човекови права? Тоа апсолутно. Видите, прво тоа е она што значи остава Европскиот суд за човекови права, остава државата пред да го реши да ја примени Европската конвенција за човекови права на незино тло, на незината, значи каде што има власт на територијата на Република Македонија. Таму во тој предмет, бидејќи мислам дека мојата канцеларија е ангажирана и многу добро го знам, 2 години македонскиот суд, првостепениот суд не знае како да не одбие. Значи смислија сите можни варијанти. Сите можни варијанти, дури апелациониот суд име врати првостепената, нели не одбие еднашка, па ние име врати. Што може да се направи сега? Значи сега треба процесот да започне. Значи имате огласна табла, значи имате извршител, значи треба да се најде од другата страна. Не може вие, јас сум пишувал извештаи за состојба со човекови права во Македонија, Shadow Report, многу добро знам, дури сум чествувал како експерт во многу на Совет на Европа. Значи не може вие да конкретно да споменете медиум. Вие тие извештаи ги пишувате против државата. Не може да кажете вие Канал 5 е ксенофобичен кон бугарите, што не е точно. Значи да правите дедукции или индеукции, тоа навистина е штета и оштета и некој треба да се извини. Многу кратко, господин Киновски, од режијата ме опоменува дека мораме да ја завршиме емисијата. Имаме, точно морам да водам сметка. Што очекувате? Вие сте во трката за еден од кандидатите што ќе бидат во судот за Страсбур. Очекувате позитивен исход и апропо што го правите со службите од Страсбур, очекувате ли можеби одредени сопки, да кажам така, од некои од нашите соседи таму? Да, јас не се ни плашам и сметам дека македонското лоби и лобито кои стои зад мене е многу појако него новија, како вика Крсто Петков Мизурков, македонски држаици, кои имаат империалистички големи цели. Поентата е, што е поентата? Поентата е во Македонија еднашка престане тој начин на негативна селекција на кадри. Дали тоа се работи за европски судија за човекови права, дали се работи за судија. Кога се очекува тоа? Па мислам дека на 24-ти во политиката, значи потребни се луѓе со авторитет, знаење, искуство и со кредибилитет. Има еден бугарин, значи кој ги представувал, мислам дека е Славејков, и кога зборувал за личностите, за македонците, рекол многу работливи и честни, ги дава карактер. Ама тоа што пред еден повеќе од еден век, ако не се лажам. Значи да го вратиме тој дел, значи во Македонија, ние сме многу добар народ и смислам дека на многу луѓе треба да им се даде шанса. И немаме образа кон соседи така натаму. Ќе видиме господин Мекиновски, ја ви посакувам успех секако во таа битка. Господине Деспотовски, се гледаме повторно во некоја следна само вистина. Господинот Менкиновски навистина има што да каже и навистина можеби повеќе време ќе ни треба. Ви благодарам многу за други теми. Во нека следна прилика, почитувани, ви благодарам што и вечерва бевте со нас. Пријатно.